Послание на апостол Павле до Римјаните, 7 глава. Или пак, не знаете, браќа, им зборувам на такви што го познаваат законот, дека законот има власт над човекот додека е тој жив. Омажената жена е поврзана преку законот со мажот, додека е тој жив. И ако умре мажот, таа се ослободува од законот, кој ја сврзал со мажот. Затоа, ако се омажи за друг маж, додека е уште жив нејзиниот маж, таа ќе стане прелюбница. Ако пак умре мажот, таа е слободна од законот и нема да биде прелюбница кога ќе се омажи за друг човек. Па така и вие, браќа мои, за законот преку телото на Исус Христос умревте, за да му припаднете на друг, на оној кој беше воскреснат од мртвите, та да му принесеме плод на Бога. Зашто кога живееме во телото, тогаш страстите гревовни преку законот действуваа во органите, за да и принесеме плод на смртта. Но сега, ние сме слободни од законот, откако умревме за она, зашто тој не држеше врзани, за да му служиме на Бога со обновен дух, а не според старата буква. Што да речеме пак? Зар законот е грев? Никако. Но јас го разбрав гревот преку законот, зашто и похотата не би ја познал ако законот не велеше не биди похотлив. Но гревот, поттикнат од заповедта, предизвика во мене секаква похота, бидејќи гревот без закон е мртов. Некога живеев без законот, но кога дојде заповедта, гревот оживеа. Јас пак умрев и се покажа дека заповедта назначена за да даде живот, истата води во смрт. Зашто гревот, поттикнат од заповедта, ме измами и преку неа ме умртви. Така значи, законот е свет и заповедта света, справедлива и добра. Па така, доброто ли за мене стана смрт? Никако. Но гревот, за да се покаже дека е грев, ми предизвикува преку доброто смрт, та преку заповедта гревот да стане премногу грешен. Зашто знаеме дека законот е духовен, а јас пак сум телесен, продаден на гревот како роб. Не го разбирам тоа што го правам, бидејќи не го правам она што сакам, туку она што го мразам, тоа го правам. Ако пак го правам она што не го сакам, тогаш се согласувам со законот дека е добар. Значи, тоа веќе не го правам јас, туку гревот што живее во мене. Јас знам дека во мене, односно во моето тело, не живее доброто. Навистина, желба за добро во мене има, но не наоѓам сила да го правам тоа. Зашто не го правам доброто што сакам да го правам, туку злото што не сакам да го правам. А штом го вршам она што не го сакам, не го вршам веќе јас, туку гревот кој живее во мене. И така, во себе наоѓам ваков закон. Кога сакам да го правам доброто, злото ми е близу. Бидејќи, според својот внатрешен човек наоѓам наслада во законот Божји. Но во своите телесни делови гледам друг закон, кој војува против законот на мојот ум и ме држи заробен во гревовниот закон, кој е во моите органи. Колку несреќен човек сум јас, кој ќе ме избави од ова тело на смртта. Му благодарам на својот Бог преку Исус Христос, нашиот Господ. И така, јас самиот со умот свој му служам на Божјиот закон, а со телото на гревовниот закон.